да ни е на помош денешниот ден за многу години. Од минатата година почнавме да го чествуваме овој празник Свети Пантелеймон со изградба на црквата во болницата. Минатата година за прв пат вработените од аптека беа домаќини. Оваа година нас на вработените од службата за радиологија и ултразвук ни припадна таа чест заедно со колешките од управа. Се собра многу народ и многу ни е мило што оваа традиција продолжува и за година наредни домаќини се вработените од хируршко одделение. Благодарност до сите што помогнаа за изградба на оваа црква, локалната самоуправа и сите институции кои донираа и беа во можност да дадат. Ова црква станува една голема традиција и еве токму на овој голем празник кој го носи името црквата Свети Пантелеймон. Тука навистина голем број на верници на селбата Рид, секако и вработените од болницата Борка Талески се присутни. Во оваа прилика му го честитам празникот. Му посакувам здравје, среќа, радост, успех да имат, да продолжи и понатаму, да се инвестира во болницата Борка Талески како што беше во изминатиот период. Во оваа прилика да му честитам и на домаќините, вработените од радиологија, меѓутоа и на идните домаќини, кои што ете направија една убава традиција да се пренесува домаќинството на вработените од болницата за овој голем празник Свети Пантелеймон. Да напоменам и тоа дека ова е една од 4 цркви кои се изградија во градот Прилеп, покрај црквата Света Петка. Ова црква Свети Пантелеймон, исто така се изгради црквата Свети Елена и Константин, при крај изградбата на црквата Свети Наум Охридски во близина на могилата, што значи верниците од православна вероисповед кои ги има во најголем процент доста во градот, добиваат своји малски цркви каде што ќе можат да ги обавуваат своите верски обреди и да го изразуваат своето верско чувство. Ние нема да престанеме тука, по барање на жителите од урбаните заедници, наредно ќе се градат и други вакви малски цркви, нормално во договор со Македонската православна црква и со верниците ќе се гради црква во населбата Тризла, ќе се гради црква во населбата Марино Мало, Источен пазар и Жабино Мало. Исто така да напоменам дека во текот на оваа година ќе продолжи до изградбата на црквата Света Тројца во близина на капелата на новите градски гробишта. Уште еднаш нека е за многу години, Господ здравје да му дава и нека име честит имендена на тие кои го носат името на овој голем празник. Како член на иницијативниот одбор за изградба на црквата, со посебна радост гледам дека оваа црква не само што изградена, туку заживува најповеќе од сите цркви. Се гледа дека погодено е она што го очекувавме. Покрај во кругот на болницата, тука се присутни, да не речам и сите жители кои гравитираат на овој дел од градот. Од минатата година комплетиран е иконостасот со сите икони, така да во наредниот период останува уште фрескописувањето, така да сите добронамерници кои сакаат да донираат во вид на фреска, да се обратат до иницијативниот одбор и да почнеме со завршување на фрескописувањето на црквата, со што целосно ќе биде завршен овој храм. Да ни е за многу години денешниот ден на црквата Свети Пантелеймон 9 август и до година да биде фрескописано.